Од 25 до 27 декември на Корзо во општина Ѓорче Петров ќе оживее вистинската празнична приказна. Светилки, музика, мирисна вкусна храна и топло вино, детска смеа и искрени насмевки, објави градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Стојковски ја објави програмата која, како што наведува, е забава за сите генерации. Grinch Winter Street Festival носи радост и забава за сите генерации. За најмалите и најмилите детска смеа и празнична магија, за родителите дружење и убави моменти, за возрастните топло вино, вкусна храна и добра музика, за бабите и дедовците заедништво и убави спомени. 3 дена исполнети со празничен дух, радост и заеднички моменти, каде што Ѓорче Петров ќе празнува заедно. Повелете, празникот е тука, додаде првиот човек на Ѓорче Петров. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека се обезбедуваат прочистувачи на воздух за сите градинки во оваа општина. За сите клонови на детската градинка 11 октомври обезбедени се прочистувачи на воздух во насока на подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, односно за намалување на последиците од аерозагадувањето. Преку обезбедување на прочистувачи на воздух ќе допринесеме за намалување на загадувањето на нашите најмали од предучилишна возраст, истакна Костовски. Посочи дека оваа значајна донација на напредни прочистувачи од реномиран германски производител ќе обезбеди воздух со највисоки медицински стандарди за најмладите жители, за дечињата во градинките. Оваа активност е дел од поширокиот план на општина Бутел за создавање почиста и поздрава животна средина за сите, нагласи првиот човек на Бутел. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски сподели дека заедно со пријателите од Црвен крст ја посетиле клиниката за детска хирургија, а на дечињата им подариле новогодишни пакетчиња. Заедно со пријателите од Црвен крст со новогодишни пакетчиња ги израдувавме дечињата на клиниката за детска хирургија. Малите борци ни возвратија со искрени насмевки и празнична радост, истакна Герасимовски. Нагласи дека од срце им посакува брзо закрепнување и што повеќе безгрижни и радосни детски денови. Во новата година нека им се исполнат сите желби и соништа, порача градоначалникот. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи порача дека нема толеранција за никого и дека се изречени казни на загадувачите во Скопје. Изминатите денови Скопје се соочи со сериозно загадување на воздухот. Според податоците од државниот мониторинг, беше пробиен дозволениот прак и состојбата бараше итна и решителна реакција. Како градоначалник на Скопје, но пред се како човек кој заедно со своето семејство го диша истиот воздух како и сите вас, немав право да молчам и да не постапам. Во изминатите 2 дена беа спроведени силни координирани инспекциски надзори на терен. Инспекторатот за животна средина изрече казни кон правни лица. Загадувачи и јасно покажа дека законот важи за сите, истакна Ѓоргиевски. Напротив, каков што вели, ќе продолжат уште поинтензивно и уште поодлучно. Секој што го загрозува здравието на граѓаните ќе биде санкциониран, без грам толеранција. За здравието нема компромис. Паралелно со репресивните мерки, градот Скопје излезе и со низа препораки, мерки за заштита од загадениот воздух кои се јавно објавени и достапни за сите граѓани. Ѓоргиевски посочи дека секој поединечен придонес е важен, но дека за она што е во надлежност на градот Скопје, порача дека нема да има никаква толеранција и дека ред мора да има. Ги повика скопјани да пријават потенцијални загадувачи на следниот мејл: prijavi@skopje.gov.mk. Пуштено е во употреба реконструираното повеќе наменско игралиште спортски центар во студентскиот дом Гоце Делчев во населбата Тафталиче во Скопски Карпош. На пуштањето во употреба присуствуваа градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски заедно со министерот за спорт Борко Ристовски и директорот на државниот студентски дом Скопје Александар Каровски. Извршена е комплетна санација и реконструкција на просторот за спорт и спортски активности во состав на студентскиот дом Гоце Делчев во општина Карпош. Студентите од сега ќе имаат на располагање за користење и рекреација современо уредени игралишта за фудбал и за кошарка со полипропиленски поди. Оваа реконструкција е изведена во 2 фази. Целата инвестиција изнесува околу 4 милиони денари, нагласи Лукровски. Министерот за спорт Борко Ристовски истакна дека станува збор за проект во рамки на програмата на Министерството за спорт за изградба и реконструкција на спортската инфраструктура низ земјата и дека ресорното министерство и во иднина ќе вложува и ќе финансира во вакви проекти.
се со цел да се подобри постојната и да се изгради нова спортска инфраструктура. Директорот на Државниот студентски дом Скопје Александар Каровски потенцираше дека овој простор од запуштено и со години нереновирано игралиште прераснува во спортски мултимедијален комплекс кој најмногу ќе го користат студентите од студентскиот дом Гоце Делчев. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја